Почитувани граѓани на општина Берово, добар ден. Мојата визија за општина Берово е да имаме просперитетна, транспарентна и економски стабилна општина. Општина во која на граѓаните ги им се решаваат проблемите со инфраструктурата, проблемите поврзани со комуналната дејност, општина во која институциите постојат за доброто на граѓаните, а не обратно. Општина со која добро ќе работиме, бидејќи ако добро работиме и сработуваме, и нашите деца и нашите внуци ќе остануваат во Берово и населените места, затоа што во локалната самоуправа ќе гледаат добар партнер за соработка, добар партнер за остварување и решавање на сите проблеми кои произлегуваат од секојдневието. Пред непол месец, општина Берово се соочи со шумски пожари на неколку шумски локации, а гореше и во близина на самите села Будинарци и Мачево. Изгореа илјадници хектари шума, изгореа белите дробови на Малешевијата, а градоначалникот беше само нем сведок на сите случувања, зашто немаше никаква институционална, ниту пак организациона моќ за да може да ги спречи пламените јазици. Моја визија како градоначалник е да можеме успешно да ги решаваме проблемите со елементарните непогоди и пожарите, зашто видовме со што се соочи општината пред само 20 дена. Да ја модернизираме противпожарната служба и да ги зајакнеме човечките капацитети во неа, со цел успешно справување со елементарните и природните непогоди. И секако, во најкраток рок, се што е изгорено да го пошумиме. Сегашниот градоначалник на општина Берово во својата програма многу ни раскажуваше дека има визија да ги задржи младите со обезбедување на нивна екзистенција и исполнети содржини за користење на нивното слободно време. Но, ништо од тоа не исполни. На собственикот на фабриката, која ќе овозможеше вработување на околу 200 млади луѓе од општината, не му дозволи да го приватизира земјиштето, со што плати и судски трошоци и камати. Па наместо да има овозможи екзистенција на младите, тој не дозволи да се рестартира фабриката, да се вработат младите и да формираат семејства тука, во нашата општина. Потоа својата неуспешна приказна ја продолжи со реконструкцијата на старата киносала во центарот на градот, во мултимедијален центар за млади, кој ќе понуди нови содржини за младите, но и од тоа ништо. И по 4 годишен негов мандат, киносалата е уште поруинирана, младите не добија мултимедијален центар и повторно неуспешна приказна за да останат младите во Берово. Стратешки проект на градоначалникот за неговиот 4 годишен мандат му беше реконструкција на одмаралиштето на Беровско езеро, збогатено со нови спортски содржини, со обнова на кајакарскиот клуб и со пуштање на граничниот премин Клепало, но повторно само приказна и тоа повторно неуспешна. Детското одмаралиште за овие 4 години е уште поруинирано, не е збогатено со никакви спортски содржини, од кајакарскиот клуб нема ништо, а граничниот премин е повторно статус кво. И не треба градоначалник да се чудите, зошто цели фамилии се селат од нашата општина, зошто поголем број од младите не ја гледаат својата иднина во нашата општина, зошто се помалку деца се запишуваат во нашите училишта и зошто и од запишаните на крајот на првото полугодие повторно има отпишување на децата заради заминување од општината. Берово е мал град, куќите стојат и се на број, но секој Божи ден се помалку има луѓе во нив, се помалку има ученици, се помалку има млади луѓе. Белата чума за жал е веќе присутна кај нас, но градоначалникот ниту со прст не мрда да се надмине сето тоа. Берово е мал град, но граѓаните во него се боеми, со вистински градски навики и од секогаш биле градски луѓе во правата смисла на зборот, и тоа го знаеше целиот исток во Македонија. Берово од секогаш бил град на занаетчиите, град на еснафите, град на земјоделците и на сточарите, град на културата со свое културно лето, познато и препознаено туристичко место. Затоа ве повикувам, како еден градоначалник на општината, да го вратиме стариот стај на Берово, да ја вратиме автентичноста и препознатливоста на нашите села, да ги задржиме младите, да бидат среќни и постарите, зашто има една стара дума кај нас дека каменот е тежок на своето место. Затоа како еден градоначалник, еден од приоритетите ќе ми биде покривање со квалитетна канализациона и комунална инфраструктура во целата општина, која подразбира решавање на проблемите со канализацијата и водоснабдувањето, со крајна цел чиста и здрава вода за пиење до секоја куќа, до секој дом. Ревитализација на култното излетничко место за беровчани,
па и на сите од Малешевијата, во местноста Јуовец, место од кое имаат само убави спомени сите генерации од Малешевијата, да адаптираме и пренамениме дел од паркот на кеот на реката Брегалница во отворена младинска летна сцена, за одржување на концерти, гостување на театарски групи и стендап настапи, организирање на локални културни манифестации на отворена летна сцена, со цел квалитетно исполнување на слободното време на младите од општината. Имаме многу проекти за работа и мора добро да ги сработиме. И така куќите ќе ни бидат полни и потоа ќе знаеме дека сме успеале, зашто денес нашето најголемо богатство се граѓаните и таму каде што има луѓе, таму каде што има граѓани, има се. Да се почитуваме и соработуваме, да се слушаме и разбираме и најважното од се, да ги решаваме проблемите, а не да ги создаваме и акумулираме. Само така ќе имаме успешна општина, само така ќе имаме општина за сите граѓани. Со почит и ви благодарам.